Не лета. Многу сака да се гали. Да. Има да видиме таму. Вродените заболувања најчесто се манифестираат кај помалите раси уште на рана возраст, додека стекнатите се јавуваат во подоцнежна возраст кај сите раси на кучиња и мачки. Ултразвучната дијагностика представува неинвазивна и брза дијагностичка метода, со која лесно може да се добијат информации во однос на структурата на органите. Ехографската дијагностика во ветеринарната медицина одавна е воведена, почнува најрано кај фармските животни за утврдување бременност, проследување на бременност и така натаму. Со развојот полека на ветеринарната медицина и напредокот и воведување на нови дијагностички алатки, се почесто се користи и во ветеринарната медицина, кај домашните миленици. Она што представува ехографскиот преглед е со тие сонди со кои што го вршиме прегледот, исто како кај луѓето, се пренесуваат бранови кои што даваат слика на самиот екран. По таков начин ние добиваме појасна представа за внатрешните органи, за нивната состојба. Испитуваме, наоѓаме различни патологии, можеме да проследуваме секако бременност, целата бременност кај домашните миленици, состојба на срцето, промени и заболувања во кардиоваскуларниот систем и секако проследување на некакви хронични заболувања и промените кои што следат од нив. Кај домашните миленици најинтересно е за сопствениците кога следиме бременност. Тогаш го следиме плодот како се развива, целиот развој на внатрешните органи и сопствениците едноставно се сигурни дека ќе имаат еден здрави потомци од нивните миленичиња. Ова е ехографски преглед на абдомен. Во моментов ја следиме по цела должина слезината како орган. Кики е младо кученце, здраво, така што не очекуваме никакви патологии кај неа во моментов да најдеме. И само ја покажуваме во моментов начинот на вршење на ехографски преглед. Во моментов гледаме плава и сина боја, тоа значи користење на колор доплер техника во ехографската дијагностика, која што ни покажува во каква состојба се крвните садови во организмот. Се почесто ја користиме ехографската дијагностика во секој сегмент на прегледите кај домашните миленици. Особено кога станува збор за гастроинтестинални проблеми, кога доаѓаат и не се сигурни самите сопственици дали кучето изело нешто, како има проблеми со цревото и буквално секојдневно, што се вика, на секој втор пациент се користи ехографската дијагностика. Да не ги потценуваме и мачките, кои што иако не ги гледаме секојдневно во нашата пракса, се почесто се застапени како домашни миленици. Кај кучињата коските се на прво место, кои што најлесно може да се забележат при ехографски преглед. Потоа сите оние промени кои што следат во цревата, кои што се предизвикани од страни тела. Кај мачките секаков вид на копченца, гумички, ластичиња, мали слушалчиња и така, кои што може уигра да ги голтнат, па следиме. Често имаме дилеми кога станува збор за храната. Дали на нашите домашни миленици да им ги понудиме остатоците и коските кои остануваат, особено од пилешкото месо. Тоа е останато од едно време, можеби, но во денешно време е докажано дека коски од никакво потекло не се добри за домашните миленици. Сега има различни студии, различни сваќања, исто како во исхраната кај луѓето, така и во исхраната на домашните миленици, така што секој си решава за својот сопствен миленик како ќе го храни. Наше е да дадеме препораки и правилни насоки, а она што они ќе решат е веќе како сопственици нивна одговорност. Како и кај нас луѓето, на домашните миленици им е потребно посебно внимание. Третманот е поефикасен кога започнува порано. Затоа превентивната нега му помага на вашето домашно милениче да живее долг и здрав живот со вас. Редовните профилактички прегледи се на прво место. Годишните прегледи, особено минимум еднаш во годината кај младите животни, а понатаму веќе после 6-7 година и почасти прегледи. Крвни анализи, ехографските прегледи, затоа што не секогаш крвните анализи и биохемиската анализа ни покажува што се случува внатре во организмот. Некогаш треба време за тоа да се пројави во
во тие параметри кои што ги испитуваме секојдневно во крвта. Но ехографската диагностика, особено кај постарите животни, ни покажува доста за оние промени, скриени промени во организамот, кои што можеме да ги следиме до момент каде што нели треба да се дополни самата терапија или. Не заборавајте дека правилната и навремена вакцинација е услов за заштита на животното од сериозни болести, кои имаат тешка клиничка слика и можат да завршат фатално.